кажа дека сум родител на возрастен син со повреченост. Тоа е најважната функција во мојот живот и мотивот што денеска се гурам да ги застапувам правата на лицата со повреченост. Значи вака, повреченоста не е во лицето. Лицето не е со повреченост, повреченоста е околината. Сите прво тоа треба да го помислиме пред да зборуваме за оваа категорија на граѓани. Сите треба да знаеме дека сите сме различни. Разликите од човек до човек се богати. Општество, каде што се почитуваат различностите на луѓето, е најбогатото општество на планетата Земја. Ова би го кажувам од едно лично искуство, но и од искуство во работата во невладината организација. Секојдневно, самото лице и неговото семејство се соочува со низа бариери, кои потекнуваат од различни предизвици, кои се создадени од луѓето. Ниедна бариера и предизвик на лицето со повреченост не е предизвикало лицето, туку ние со низа други бариери. Првите бариери се дискриминативни, односно стереотипите и предрасудите кон оваа категорија на граѓани. Повреченоста е една состојба која може да се случи и најверојатно ќе ја доживее секој човек. Се случува при самото раѓање, во раното детство, при човекот кога е во работен однос, но и во староста. Повреченоста може да биде привремена, но и трајна. Сите треба да сме свесни дека создаваме услови за нас, за сите луѓе, не само за лицата со повреченост. Ќе ви кажам пример од настанувањето на повреченоста на мојот син, затоа што беше здраво бебенце. Во момент изгуби свест, не знам што се случило за него, немаше никаква најава на болест. Првата реакција во болницата беше страшна, што остави трајни последици на целото семејство. Ми соопштија дека нема да преживеа без трунка разбирање за родителските чувства. Тој беше борец, преживеа, но не научи како да се бориме и како да живееме насмејани. Затоа што од тој ден намалу, друго немаше ништо повеќе важност во нашите животи, отколку неговото исправање на нозе. Подоцна во период на рана детска возраст ни препорачува дека не треба да живее со нас, дека треба да живее во дом, во демитација. Дека никогаш нема да го слушнам зборот мамо од неговите усти, што не беше точно. Значи, тоа не беше предмет што на некого треба да го подарам и да го дадам и да се откажам. Тоа беше моето дете, ми даваа такви препораки. Не можам да сватам дали луѓето спротив мене имаат чувства. Дека тоа е дел од мене, дел од нашето семејство и дека треба да живее со нас. Растеше Александар, раставме и ние како луѓе. Луѓе кои имаат чувства за несвесите и на другите луѓе. Не научи што е најважно во животот, дека е најважно среќата, здравјето и почитувањето помеѓу себе. Втората бариера во самото општество, кое не е ни допрена, мислам од таа далечна 1985, кога настана повреченоста кај сине, тоа се физичките бариерите во животната средина. Секојдневно се соочуваме со физички бариери, кои посебно ги попречуваат лицата со телесна повреденост
да живеат еднакво како останатите во локалната заедница. Што се подразбира под ова? Не ги гледаме луѓето кои користат помагала, не ги гледаме кои користат колечка и разни други помошни средства за да можат да се движат. Зошто не ги гледаме ние? Не сакаат тие да бидат затворени во 4 зида. Ниеден човек не сака да живее во затворен простор. Сакаат да се заедно со нас. Ние не создадовме услови и се уште не ги создаваме. Секојдневно растат згради и објекти кои не се пристапни, кои немаат рампи, кои немаат лифтови, но не спуштените държави. Не да го правиме тоа само за оваа категорија на граѓани. Тие сите работи не се потребни и на нас, на повеќето луѓе. Особено во училиштата, ако постои лифти го користат и наставниците, и родителите, и бабите, и дедовците кои ги носат децата во училиште. Значи не се прави тоа нешто само за детето со попреченост да биде вклучено, туку за сите останати. Често го слушам зборот деца, лица со посебни потреби. Сите треба да размислиме како се тие посебни потреби што ги имаат овие деца или лица. Сакаат да живеат, сакаат да се смејат, сакаат да се вклучат во заедницата, а тоа е на секој човек потребно. Во образовниот процес сакаше да се вклучи син ми, но немаше можност. Значи, тука малку се разликуваме од тоа време до сега. Сега децата со попреченост имаат можност, но со новиот закон се повеќе ги има во училишните клуби и ги имаат можност да се образуваат. Ние живееме во стамбена зграда каде што беа 3 врсници, 3 машки деца врсници, од кои едниот беше мојот син. Се уште, кога ќе дојде 1 септември, мене ми е најтажниот ден во живот. Дојде 1 септември, кога требаше да тргнат по училиште, секојдневно беа заедно. Двете деца тргнаа. Мојот син не трчеше во мир да оди во училиште. Не вратија од врата. Зошто? Затоа што беше поинако или поразличен од другите деца. Молат да ме пуштат заедно со него барем 1 час со врсниците. Не пуштија. Останавме дома, но повторно се дружевме со децата. За негова несреќа, но секако и за наша несреќа, на 8 години скрши нога и од погрешна анестезија добија епилепсија, што и денес има, но не се носиме со тоа, но дојде период кога требаше да се изсилиме од местото на живење. Поради физичките бариери живееме на 3 кат и не смееме да го ризикуваме неговиот живот, затоа што немаше лифт, а секојдневно кој знае колку пати ќе сакаше да излезе да се игра со децата. Го решивме тоа прашање, излезовме од станот и градевме куќа. Но сето тоа се трошоци што многу влијаат на семејството. Зошто влијаат? Затоа што еден од родителите не може да работи. Не е во можност да ги грижа и нега за своето дете, но и поради третманите, рехабилитацијата, што треба да му служи, го остана семејството на маргините и не може понатаму да биде економски зајавен. Детето со попреченост што не е образовано, ако не се создадени услови во образовниот процес, никогаш нема да може да биде во работен однос и да може да се грижи за себе, бидејќи треба дополнителни средства. Верувајте, според последното истражување што го правиме, едно семејство со член со попреченост има тројно поголеми трошоци од семејство кое нема член со попреченост. Тоа треба финансиски да се издржи и за да може семејството да преживее. Значи, тоа се оние физичките бариери кои допреместрујат
допринесува за низа предизвици во животот и на самото лице со повреченост, но и на семејството. Третиот предизвик се информации и комуникации. Повеќето лица, но и семејствата не се информирани за своите права, за своите загарантирани права, во тоа време ние бевме уште по-неинформирани. Јас бев 21 година кога се случи ова што се случи. Никој немаше да ни каже што имаме право како семејство, па за да можам понатаму да пренесам на мојот син, за да знае да се бори за своите права. На 11 години ја доби првата категоризација, за да можеме некои права да остави. Јас бев во работен однос од уште кога се роди тој, но дојде период кога не може веќе да работам, затоа што требаше некој да се грижи, тој не можеше да посветува ниту образовен процес, ниту граѓанство во тоа време. Што беше она клучно во мене да ме предизвика да станам борбена мајка, прво, па потоа борец за човекови права. Се обратив во институцијата која беше задолжена за правата на овие граѓани, како граѓанин со уште една мајка, дека јас не смеам да го претинам овој работен однос, дека не можам да работам 8 часовно време. Законот беше во процедура и не можеше да ми се дозволи. На министерот му кажа дека од утре делта ќе го носам сини во неговиот кабинет, за да се грижи 8 часа додека јас работам. За 2 месеци дозволија двете мајки да работиме скратено работно време, иако законот не беше донесен, се донесе после 2 години. Значи, тоа се оние во информациите и комуникациите. Тука е главната работа на институциите, но и на здруженијата, затоа постоиме, за да го информираме нашето членство, но не само ние здруженијата кои се залагаме за ова категорија. Многу повеќе може да дадат здруженија кои воопшто никогаш не работеле за оваа категорија на граѓани, како што овој проект го водеше чекор по чекор нашите заработници и допринесоа промени во неколку општини. Најважната и најтешката бариера и предизвикот е институционалната бариера, а законите, прописите и политиките на национално ниво и локално ниво. Значи, самите институции и невладините организации треба да знаат дека мора да се работуваат. Ако сакаат инклузија, ако сакаат да се вклучат лицата со повреченост, мора да има меѓусекторска соработа. Што направивме со само проценките во овој проект? Утврдивме дека меѓусекторската соработа е многу мала, да не кажам еднаква на нула. Секој се држи до своето, владеа силета, владеа принципи, владеа препреки, владеа недовер во невладениот сектор кој има многу алатки за да ги подржи институциите и општините. За нашата општина имаме и позитивни и негативни искуства, но можам да кажам додека бев во другото здружение, јас сум активна во невладен сектор од 90 година, тоа се 30 години. Создадовме дневен центар за возрастни лица, дневниот центар Порека наша, каде што единствени средства кои се финансираат овој дневен центар се од буџетот на општината. Во државата само 2 општини финансираат ваква форма во целост. Тука имаме и расправи, имаме и убави моменти кога славаме ова што се градено. Денеска сакам да се благодарам на Живка Крстовски што денеска е со нас, што ни беше најголемата
поддршка на мене и на Татјана во борбата за оваа социјална услуга. И плачевме и се каравме, но работевме заедно да постои и постои. И ќе постои и ќе треба да се создадат нови услуги. Понатаму општината во соработка со Инклузива, прва општина со Крива Баланска направи веб страница која е пристапна, што може да ја разбере секој граѓанин со повреđеност. Тоа беше бесплатно, постојат таласки што не чинат пари. Само треба да се знае како. Исто така гледаме во другите општини се движат работите, но не по обемот на кој е потребна. И се уште владее едно промовирање, да кажем, ако некој нешто направи за лицата со повреđеност, да се третира како привилегија. Сите треба да сватиме дека тие лица имаат права и се што ќе направиме, тоа е наша должност. На крај би се заблагодарила на Европска Унија што поддржува вакви проекти, што не поддржува сите родители и лица со повреđеност при нашето залагање за вклучување во локалната заедница и општеството. Благодарам.